Во законот имаше потреба да се направи измена само поради тоа што законот е донесен в 72-та, изменет 76-та и веќе ние 40 години имаме еден ист закон. А науката, технологијата многу напреднала. Најсуштинските се 4 одредници, тие се задолжителното писмено барање кое што треба да се поднесе, задолжителното советување кое што мора да се изврши во сите случаи, задолжителниот рок од 3 дена во кој се чека по советувањето до можноста да се направи медицинската интервенција и задолжителното известување на брачниот партнер. Светлана, се согласувате ли дека новиот предлог закон ги ограничува правата на жените? Им даваме можност на жените подобро да се информираат. Подобро да се информираат како да се заштитат, значи на девојчињата да не стапуваат во предвремени сексуални односи, на жените ако се во брак, како да се заштитат во брак. Кај нас најголемиот процент на абортуси се случува во самиот брак. Значи тоа независно ако ние сме мажени и дека тоа автоматски имаме 2 деца, автоматски не спречува од понатамошна бременост. И не сакаме или не знаеме како да се заштитиме. Кај нас жените само 4% од нив користат контрацепција. Некои од нив дури не ни знаат што е контрацепција. Работата е сега што во случаи кога ние немаме советувалишта за контрацепција, ние немаме бесплатна контрацепција, ние немаме дури ни труднички боледувања за сите жени во зависност од тоа, нели, невработени различни социјални категории. Така, патолошката бременост сега е симна од 100% плата на 70% плата. Значи, ние наместо да се бавиме само со последиците, во целата оваа дебата мораме да ги вклучиме и причините. Кога жената ќе остане бремена по 3 пат, лекарот ја прашува кога да закажеме за абортус, што е сосема погрешно и се наметнува притисок на жената, значи да одлучи за абортус. Ама сега при Притисокот не доаѓа од докторите, притисокот доаѓа од државата и од министерот како предлагач на законот. Тој мене ми врши притисок да одам на советување на кој значи, не сакам да одам. Министерот лично не ви врши притисок. Вие како жена, јас како жена имам право да одлучам, значи што ќе правам со мојата бременост. Жената во тие 10 недели најчесто од моментот на дознавање на бременоста до 10-та недела нема да има време технички да ги заврши сите процедури. Да не зборуваме за тоа дека оние кои што ќе доаѓаат од внатрешноста, од помалите места, за нив тоа ќе значи и материјални трошоци за да се стигне во место каде што се нудат здравствените, па сега повторно после 3 дена ќе треба да се дојде на советување, па ќе треба после 3 дена да се дојде да се запазат, нели, сите законски рокови. Значи, повторно ќе кажам, советувањето за мене не е проблем. Проблем е задолжителноста. Една млада личност ме праша кога јас би била спремна да влезам во сексуални односи. Јас си одговорив во моментот кога вие ќе бидете спремни да застанете пред матичар и да потпишете дека сте спремни за брак. Затоа што со самото влегување во сексуални односи си носи обврска, си носи последици. Една од тие последици е непланираната бременост.